Да, во петок првиот термин за гости секогаш е резервиран за гости од Аџи Бадем Систина. Ова утро со нас е доктор Кире Јовановски, кој што е специјалист по интерна медицина. Докторе, добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите. Да, поздрав до гледачите и пациентите. Сите сме пациенти од моментот кога сме се родиле, нели? Ке зборуваме за проширени вени. Иако вака навидом сите мислиме знаеме што се проширени вени, но сепак од стручен нагол гледано, ајде малку дефиниција, што се проширени вени? Проширени вени се состојба каде што има нарушена функција на површната венска циркулација и клиничката манифестација е со проширени јазлести, згручени вени, нарочито на долните екстремитети. И представува еден проблем кој е широко присутен во човечката популација. Се смета дека отприлика 30% од човечката популација пати од некоја нарушена функција на површниот венски систем. Женската популација малку повеќе, отприлика женската популација е 40, кај машката околу 20. Кога ќе зборуваме за причините за попуштени вени, ќе ви стане јасно малце повеќе зошто е женската, или можам и директно да одговорам. Женската популација има повеќе проширени вени, бидејќи една од причините за попуштени вени е и бременоста. Така да бременоста врши улога во попуштањето на вените. И јас ќе ви дадам еден краток вовед, за да можеме полесно да го разбереме, она што покасно ќе го објаснуваме. Циркулацијата е составена од артериски и венски крвни садови. Артериските крвни садови имаат улога да донесат оксигенирана крв према ткивата, за да се овозможи нормален метаболизам, додека венската циркулација има улога таа оксигенирана крв да ја врати повторно во циркулација на оксигенација во белите дробови. Именно артериите излегуваат од срцето, се користи пумпната сила на срцето, крвта оди према периферија, се до најситните крвни садови кои се капилари викаат, и од тој капиларен систем после венскиот систем врши дренажа повторно према срцето. Тоа е феноменот на циркулација. Вените како систем се составени од два типа. Околу 90% од дренираната крв се носи преку длабокиот венски систем, а околу 10% припаѓа на дренажа на површниот венски систем. За среќа, длабокиот венски систем е физиолошки така конципиран да се извоне од ретки ситуациите кога се јавува слабост на длабокиот систем. За разлика од површниот, кај што, како што кажа процентите, е многу почесто. Тоа зависи и од нивната поставеност. Крвотечението низ венскиот систем е пасивен процес и пред се зависи од квалитетот на ткивото од кој се направени вените и ја користи силата на мускулната пумпа, пред се на подколеничната мускулна пумпа. Тие се така изградени да во нив постојат ливчиња или залистоци, како што ги викаме ние, тој валвуларен апарат. Различно е поставен зависно од анатомијата или од висината каде треба. И неговата улога е, бидејќи движењето на крвта низ вените е порционно, порција по порција нагоре према десната предкомора, и секоја истисната крв по сила на мускулната пумпа или под влијание на градиентот на притисок, интраторакалниот притисок, или по просто да објаснам, притисочниот градиент е онај фактор, освен мускулната пумпа, кој возведува крвта од периферија да оди према срцето. Најголем притисок во венската циркулација има на ниво на скочен зглоб. По сила на земјина тежа, крвта треба да оди надолу. Но, при тоа, пред влезот во десна комора, притисакот во венската циркулација е нула. Овој притисочен градиент обезбедува антерограден ток. Него му помага тој валвулниот апарат
секоја порција качена треба валвулите да затворат, да не оди крвта по силна земјна тежина надолу и парче по парче стигнуваат до десна предкомора. Ако се слаби валвулите, тогаш имаме еден дел од качената порција према десната предкомора се враќа назад. Тоа го викаме рефлукс. Тоа е причината за појава на проширените вени. Добро, и јасно ние довошто објаснивте и зошто токму во нозете. Да, најчесто се манифестира во нозете. Појавуваат. Кога сме веќе кај причинителите, каква улога игра тука наследниот фактор? Венската слабост или слабост на валвулниот апарат е вродена состојба, но на неј се може да влијаат низа фактори. Факторите кои влијаат за манифестација клиничка на болеста се прво квалитетот на ткивото, она што директно што го носиме како вродена фабрички како вродена состојба, но исто така значајна улога играат и начинот на живот или професионалните оптеретувања кои ги имаме во текот на живењето. Има професии кои што едноставно... Так, сите професии кои бараат стоење, нарочито без движење, претходно како што кажав, ме разбра се дека мускулната пумпа, нарочито на подколеници, игра голема улога, бидејќи со незината контракција така се тера крвта нагоре. Значи, стоечките професии, обезноста или зголемената телесна тежина исто така игра голема улога. Бременоста, како што реков претходно, и професиите кои бараат долго време стоење со мирување или одредени позиции кај што се природно отежнува крвотечењето према напред. Таа задршка го зголемува притисокот во венското корито и тоа е причината за нивно проширување и покасно во животот, како тече времето, само зголемување, или започнат венски процес на проширени вени, никогаш не може да стане подобар отколку претходно. Секогаш станува само полош. Па дури и во клиниката, тоа секојдневно го гледаме, и сте приметиле, или сите приметиле кои имаат проширени вени, има да е прво некоја мала веничка, па таа станала по пар време поголема, а најголемо попуштање, нарочито кај женската популација, следи после бременоста. Чудно е некогаш, или искусствено знаеме, некои соопштуваат дека од првата бременост малку повеќе им попуштило, додека други ќе кажат втората, но било како. Причината е зголемување на интраабдоминалниот притисок, оттежнат повраток на крвта, резултатот е проширени вени. Ајде малку за симптомите. Колку што разбрав, тие варираат од човек до човек и значи не станува збор само за естетски проблем, така? До сега цело време зборуваме дека тоа е практично функционален проблем, механички проблем е. А тој механички проблем предизвикува и естетски незадоволства кај пациентите, бидејќи секако видливите вени, освен што имаат, што предизвикуваат и како клиничка манифестација и одредена симптоматологија, секако влијаат и на естетскиот изглед на... Да, но не се гледа сам, иако се гледа со голо око, не е само тоа проблем. Што се чувствуваат пациентите? Симптоматологијата кај попуштените вени е многу различна од пациент до пациент. Интересно е дека можете да видите состојби кога имате клиничка манифестација на силно изразени попуштени вени и многу сиромашна или никаква симптоматологија. Или многу помалце попуштени клинички видливи вени со многу поголема симптоматологија. Најчест симптом кој го предизвикува попуштените вени е чувството на тежина во нозете. Заради заостанатата крв, тоа резултира со зголемување на обемот на ногата, односно она што го викаме едем или оток. Нешто помалку се јавува и болка. Усари болката некаде по статистиките е присутна помеѓу 20 до 30% од пациентите. Најчест симптом со некоја предоминација од 60% е чувството на тежина во нозете.
болката е повеќе присутна кај женската популација и почесто е присутна во репродуктивниот период. За тоа се одговорни хормоните во репродуктивниот период. Освен овие кардинални знаци или симптоми, се јавуваат често пати и грчеви во нозете, нарочито во мирување. Тоа е разликата помеѓу грчеви од артериска или венска природа. Се јавува одредени сензации како чешкање, некои трнки и така. Значи, прилично различна симптоматологија и различна и по честота и по појавност. Вие, колку што разбрав од медицински аспект, ги категоризирате. Имате одредени стадиуми кои што ви се важни за диагностицирањето? Стадиумите повеќе помагаат за... Или за одредување на третманот? И за одредување на третманот, но тоа е повеќе анатомоморфолошка класификација која може помалку и да предвидува и днината на текот на заболувањето. Таа класификација за пациентите е помалку важна, а за да се добро класифицира и добро да се процени моменталната состојба на пациентот кога тој е заинтересиран тоа да го проверува, е многу важно да направи комплетно испитување, што подразбира диагностицирањето на венската слабост. Диагностицирањето на венската слабост, освен клиничкиот преглед, кој подразбира да се види каква е промената, подразбира и да се процени функционалната состојба на површниот венски систем. Јас се вратам уште малце на симптомите, за да не биде појасно после кога ќе објаснуваме како се прави проценката за да се откласифицира тежината на состојбата, на таа патолошка состојба. Многу е важно да се свати дека со венска слабост може да се живее. Венската слабост не представува витално загрозување на човечкото здравје, или кога човек се одлучува, или кога се одлучува човек да се прегледува за вени и да го решава венскиот проблем, треба да свати дека пред се работи за подобрување на квалитетот на неговиот живот, да се ослободи од симптоматологијата и нема да претерам ако кажем дека може би да се превенираат и некои состојби кои ги предизвикуваат покасно во животот венската слабост, како што се појава на површни венски воспаленија. Луѓето многу често се плашат од нив и секако. Не без основ, но пред се обезбедува една побезбедна старост и исто така обезбедува здравје кое нема да компрометира други патолошки состојби или други состојби кои со текот на времето може да ни се јават. Ево да бидам практичен. Да речеме, вообичаено во постарата возраст да добивате некои дегенеративни заболувања, како што се промени на колените зглобови, на колковите или било што. Па проблеми со кичмата и сето тоа да речеме бара некој физикален третман. Често пати физикалните третмани се и меѓу другото и има и топли процедури во правењето на физикален третман. Со проширените вени и со пореметена циркулација топлите процедури се компрометирани или нема да ви ги препорачаат. Докторе, за жал немаме уште многу време, јас би преминала на она што е уплав за сите нас, а тоа се хируршките интервенции. Кога се одлучува дека пациентот со проширени вени мора да се подвргне на операција? Пред малку зборувавме дека треба да се диагностицира. Да, диагностичката процедура подразбира, значи, освен тој клиничкиот преглед, подразбира и ултрасонографска процена на функцијата на проширената вена. Тоа е многу безбедна, репетибилна процедура, не предизвикува никакви последици по... Минимално инвазивна, така се... Не, зборувам се само за диагностичката процедура. Тоа е
златен стандард во диагностичка процедура е ултрасонографски преглед и проценка на вените. Што подразбира тој преглед? Тој подразбира преглед да се прикаже анатомоморфолошката структура и поставеноста на површната венска циркулација и при тоа се прават одредени функционални тестови со кои се проценува пак тежината на состојбата. Тоа покажува дали е венскиот сад правилно поставен, анатомски, тоа покажува дали течи крвта само антероградно и дали има присуство на рефлукс, кој е пак причина за да препорачате дека треба да се решава одредената патолошка состојба. Сега, откако ќе се направи диагностичката постапка, се поставува прашањето дали треба или не треба да се оперирате. Секој присуство на рефлукс или слабост на валвулниот апарат е индикација за решавање на проблемот. Решавањето може да биде со конзервативни или со хируршки процедури. Од ова што досега го зборува, веројатно лесно може да се излечи заклучок, бидејќи се работи за механички проблем, слабост на валвулите, секакво лекување конзервативно не го решава трајно проблемот. Помага во олеснување на симптомите, но не го решава трајно на проблемот. Трајно решавање на проблемот на венска инсуфициенција подразбира хируршко лекување. Хируршко лекување, кога зборувам, не мислам само на чиста хирургија, бидејќи денеска се алатките и методите многу посовршени и ние тоа го викаме ендовенозен хируршки третман. Ендовенозниот дел не подразбира хирургија, подразбира пласирање на катетери, затварање или вадење од функција на овие слаби залистоци и додатно може да се примени и хируршки момент со отстранување на оние видливи делови, но тоа повеќе естетски, а функционално дел решавање значи залепување на валвулите. Колку се успешни овие операции, интервенции во АџБ медицина? Уште нешто само да докажам. Постои различен пристап во тоа хируршкиот третман. Стариот пристап се вика стрипинг, подразбира вадење целосно на таа вена. Таа процедура е сега заменета со ова новата ендовенозна, не дека таа се уште нема место, бидејќи има некои анатомоморфолошки поставености кај што не можете вие на друг начин, освен со класичен хируршки пристап, да го решите проблемот. Но најголем дел, преку 95% од случаите се возможни да се работат на ендовенозен начин. Успешноста по светските гајдлайнси, успешноста на процедурата е некаде 95%. Зборуваме за ендовенозен пристап, и некаде околу 5% е можно да се јави рецидив на болеста. Ќе се согласите дека процентот 90% е високо успешна метода, а појавата на рецидиви е последица на повтор на состојбата која сме нашли во диагностичката процедура. Имено и самите производители на апаратурата која се користи за да зборуваат дека има компромитирана успешност кај венски садови кои се пошироки од 2,3 сантими. Со тоа се намалува успешноста. Втора причина за појава на рецидив е не целосно затварање на сите извори на рефлукс. Целта на оперативното лекување е да ги затворите сите извори на рефлукс за да добиете многу подобар резултат. Не знам дали опишев доволно процедурата или може би таа и не ги интересира пациентите, но е многу важно. На тоа сигурно таму дополнително ќе тоа појасните. Онако можеме да сумираме на крај, важно да не чекаат сами од себе проширените вени, нема. Никогаш нема да се подобрат, може само да бидат влошени. Многу ви благодарам, докторе, на ова ваше гостување. Во друга прилика повторно ќе да објасниме. Секој петок, впрочем, ни доаѓа нам гости на АџБ медицина, си знаат и наши